ако погледнете низ ретроспектива, кога доаѓа време за избори, во Северна Македонија ни се случуваат вакви работи кои што се мотивирани одредени личности, структури и така натаму. Не мора да бидат тие само политички мотивации, меѓутоа може да бидат и од други аспекти. Ја ќе ве потсетам пред 3 години кога имаше избори, пред 4 години, почнува отварање на теми за мигранти, не знам, заграбнување на деца, не знам, разни активности. Пред неколку дена имавме состојба во која што имаше лажна пријава дека има грабнување на деца. И беше приведен сторителот, го призна делото. Сега имаме нова лажна вест, наводно има исчезнато дете од детската клиника. Апсолутно лажна вест. Се превзема низа мерки во рамките на сектор за внатрешни работи во Скопје. Работеше оддел за насилен криминал. При тоа се направија проверки на клиниката за гинекологија и акушерство. Се направи проверка на детската клиника и се направи проверка кај матичниот гинеколог, кај пријавител. Се утврди дека апсолутно е лажна вест и лицето е приведено и ќе сноси најголема одговорност. Апелирам со вакви работи кои што предизвикуваат немир и неспокој кај граѓаните и несигурност, да не се служиме, иначе ќе има најжестока реакција од страна на институции. Како да се избориме, министре, со овие дезинформации? Во последно време некако како да се упатени се околу активности на Министерството за внатрешни работи. Зошто се пикира ова министерство? Пете, секогаш кај што има резултати и кај што има многу подобрување на работите, сака тоа да се девалвира. Како да се избориме против лажните вести? Само со пласирање на информациите кои што се вистински. Затоа често апелирам, добивајте ги информациите од релевантните информатори, од Министерството, од службата за односи со јавност. И јас сакам на сите вас да ви се заблагодарам како медиуми заради тоа што навистина допринесувате да ги сузбиеме овие лажни вести. Значи ова не е работа која што ја шират медиумите во Македонија. Не е работа која што ја шират медиумските работници. Туку социјални мрежи или било кој политичари, политички партии и така натаму, и од секој може на спет гледаат како да направат некаква штета, меѓутоа тоа не е штета на поединци. Тоа е штета за државата. И уште еднаш да ви се заблагодарам и само заеднички преку партнерство Министерство за внатрешни работи и медиумите и медиумските работници можеме навремено и објективно да ги информираме граѓаните. Само така ќе се заштити. Благодарам.